Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Документите кои се доставени до нас откриваат голем скандал поврзан со кандидатката на ВМРО-ДПМН за градоначалник на Скопје Данела Арсовска. Незината фирма Империјал Данела Доел Скопје, понатаму Империјал Доел Увоз Извоз Скопје, во кој таа била управител и собственик, со години под закуп има спортската сала Расадник во Киселавода. Ово е тој договор за закуп. Но фирмата, замислете, не плаќала струја. Фирмата на Данела направила долг од 3,3 милиони денари. Еве го вториот документ, погледнете долг од 3,3 милиони денари или 54.000 евра. Данела не е ниту честна, ниту е независна. Кандидатката на Груевски е иста како него. Ова, почитувани граѓани, е класичен пример за неодговорно, расипничко и недомакинско работење. Неодговорен и нечесен однос кон имотот на граѓаните, кои се реални собственици на салата. Ако Арсовска вака лошо управува со една сала, јасно е дека нема да може да управува со цел град. Ако не плаќала струја, не почитувала договор, направила милионски долгови, јасно е дека исто ќе се однесува со парите на граѓаните, со градскиот буџет и договорите на градот. Тоа е, впрочем, одлика на кадрите на Никола Груевски, тоа е одлика на ВМРО-ДПМН кој 27 години го опустошија Скопје. Не може граѓаните да си ги плаќаат своите сметки, а Данела на нивниот грб да се богати. Почитувани, поразот на Арсовски и ВМРО-ДПМН во Скопје е јасен. Но овде зборуваме за нешто сосема друго. Зборуваме за неодговорно и недомакинско управување на грбот на граѓаните. Има ли Данела Арсовски и други долгави и колкави се тие? Јавноста и граѓаните очекуваат одговори. Ви благодарам.